Еве сме назад, почитувани гледачи, во неделниот микс. Денеска не е некако музичка емисија и зборуваме за музиката, имаме музички гости, млади, талентирани луѓе кои што своите кариери на вистина сигурно и одлучно ги градат. Таков ми и мојот следен гостин, Горан Папас, на моје големо задоволство, саксофонист и музичар. Добре дојде. Ми се свигаше кажа млади. Млади сме. Млади сме. Неколку пати сум мислел до која ќе викаат млад музичар. Како поменуваат годините. Па, млади сме, знаеш, сега нели како вела, 30-те са новите 20-ти, 40-те са новите 30-ти, ние некаде 30-тите ги газиме. Тоа се вика се тешиме. Си се тешиме, ама и млади сме. Млади сме. Не се даваме уште. Тама работа, битно духот да е млад, годините се стварно бројка. Горан, ќе збориме на литературен македонски или на охридски? Мој име е на охридски, ама треба да го почитувам македонски литературен јазик, нели? Мој име е на охридски, баш и на гледачите да им кажеме, и Горан е по потекло од Охрид, тоа претпоставувам веќе сите го знаат, а и јас сум по потекло од Охрид од страна мајка ми, така што можеме некако да искомбинираме. Јас порано на интервјуите викав не Охрид од Пештани, да не се разбереме погрешно. Да, добро. И така да, тоа ми е останато Пештани, не Охрид. Да, добро, ти си од Пештани, јас баш од стара охридска фамилија и тука сме некако. Од Варашот. Па, да. Малтене. Месокастро, тој дел тука. Месокастро, да. Добро, може би во текот на разговорот и некој дијалект, збор на дијалект ќе ни одмакне. Па ќе излета нешто сигурно. Знаеш како велат, и дијалектите се наше богатство. Ма така е, апсолутно. Нели? Мене ми замеруваат некои локалци зашто не си говорам нели на охридски дијалект, ама сепак мислам дека ипак е телевизијата национален медиум кој што го гледа, нели цела Македонија го гледа. И мислам дека треба да се негува македонскиот литературен јазик, затоа што ипак дијалектот е, нели, се негува во говорното подрачје. Тоа е поентата на дијалектот, така што немам против и на охридски, напротив, ама убаво ме е литературно која си зборувам. Претпоставам кога ќе одиш во Пештани, во охридски зборуваш. Апсолутно, и со моите кога комуницирам на охридски, тоа нема. Некако спонтано. Некогаш и со Ната, со сопругата, знам да си бидам буквално да си зборувам. Таа е скопјанка или охридјанка? Скопјанка. Па добро, сигурно и таа знае веќе охридски. Да. Ната е заљубена во Охрид. Од секогаш била заљубена во Охрид, така што на неја и Охрид буквално како втор дом. И тоа е таа. Супер, баш убаво. И Охрид е многу инспиративен, затоа ќе зборуваме подоцна за твоите спотови кои што исто ги имаш снимано во Охрид, но ајде никако да го започнеме овој разговор со саксофонот. Тоа е релативно млад инструмент, 150 години е стар, но никако веќе, да кажам, доста добро си го никако како неговото време допрва да доаѓа. Па да, саксофонот е наменски направен инструмент, комбинација од повеќе инструменти, така што Адолф Сакс, нели, креаторот на саксофонот, го направил буквално за да има инструмент кој што би одговарал во секаков тип на музика. Пред 150 години веќе почнуваа да се развиваат нови стилови на музика. И Адолф Сакс го креирал инструментот кој што ќе одговара и во оркестарската музика, и во солистичката музика, и во војните оркестри, и во џез музиката, така што буквално е инструмент за секаков стил на музика. Значи не можеш да се ограничи со саксофонот. И многу е уникатен, емотивен, многу асоцира на човечкиот глас. Тоа е уствари убавината на саксофонот. Саксофонот, електричната гитара и виолончелото се трите инструменти кои што најмногу наликуваат на човечкиот глас и затоа се така емотивни да се слушаат тие три инструменти. Да, и еве на кој начин тебе посебно те фасцинира саксофонот? Знаеш како, јас искрено веќе не ни размислувам на кој начин ме фасцинира, затоа што саксофонот ми е е дел од мене и буквално кога свирам со саксофонот мислам дека изборувам преку саксофонот. Така што дури и некои композиции кога ги креирам, кога ги правам, буквално ја креирам емоцијата што е во мене. Така што знаеш, сега зависи после тоа како ќе испане од продуцентски аспект, како пример во случајов Гоце со кој што соработувам, ќе ми ја направи
хармонијата во позадината е аранжманот, меѓутоа мелодијата како мелодија е тоа што уствари во моментот си го имам во себе. Заедно со Владко Стефановски, тоа на некој начин е еден твој најнов проект, соработувавте на песната Овој момент. Ни подаривте на вистина многу оваа песна. Публиката веќе има некако позитивни реакции според тоа што можев да го прочитам под самата песна на YouTube, но како си ти лично задоволен од самата соработка и како се случи таа? Па, како сум задоволен. Неблагодарно е што и да кажам за Владко, нели? Нема кој не знае, нема кој што да каже за човекот, едноставно се знае, све е тоа суперлативи. Така што песната ја направив, да бидам искрен, немав ни помислено дека на таа песна ќе имам некаков си гостин. Не е наменски направена песна за да ми биде Владко Стефановски гостин, така генерално ги работам јас номерите, која ќе ја направиме како целина, како некаков оквир. После размислувам дали има простор за некаков си гостин, бидејќи сега Владко е нели и вокал и инструмент, пред се инструмент, а мене песната ми е инструментална и многу лесно со инструменталисти можам да соработувам, затоа што доволно е само да ми отсвирате една соло на таа песна. Така што немав никакви очекувања, само едноставно искомуницирав со Владко, првично со Манде, со неговиот менаџер, преку Манде беше целата комуникација, без никакви очекувања, а голема желба морам да признам, навистина ми беше голем мерак и кога прифати бев онака, стварно ми беше убаво чувството затоа што си осетив како да ми е едно признание за досегашниот труд што го имам вложено во себе и во генерално во музиката во Македонија. Баш убаво. Двајцата сте врвни уметници и стварно ви благодарам што ни подаривте ваква преубава песна, преубава музика, релаксирачка. А друга песна која што е исто така посебна и мене многу ми се допаѓа е Кога љубов имам. Снимана во старата касарна во Охрид и многу соодветна локација сте одбрале. Баш и пред да започне интервјуто зборувавме колку е едноставен самиот спот. Еве баш и во продолжение ќе го погледнеме и таа песна, тој спот. А од друга страна многу ефектен. Едноставен, а ефектен. Да, па се погодија, се поклопија коцките. Поентата беше идејата на спотот беше нели протагонистот во видеото Емилија да биде како сон, и ствари јас фактички само на неа ја свирам во сонот. Тоа беше замислата во спотот и да биде тоа буквално како тотално неочекувана просторија. За да биде неочекувана треба да биде нешто нели не секојдневно, а руинираната касарна беше најнесекојдневно. Интересно беше затоа што веќе касарната беше затворена. Дел ке се реновираше, дел ке се рушеше, така да не сум сигурен дали овој дел е срушен или е реновиран, затоа што таму ќе прават некакви си други центри сега. И искрен да бидам, не знам колку легално беше ова што го направивме таму. Ама се направивме малце намутави и си влегувавме, си го снимивме и си заминавме. Некој беше потребно и такво нешто. Да. Штом досега никој не реагирал, верувам дека им се допадна и на надлежните. Да, тоа е супер. Прај се намутав е многу убаво решение за све. Добро, тоа кајна се многу често. Што ништо ново. И супер пали. Стварно, не знаев. И така да, ете, тоа е тоа што Многу убав спот, Емилија навистина прекрасна како модел во спотот, се некако толку убаво звучи. И ој манекенов исто не е лош. И манекенот, па како можевме да го заборавиме? Да, го најдовме и него така ете. Одличен и ти баш скоцкан, убаво облечен, преубаво. Ти благодарам. Често правиш и преработки на песни. Една од песните е Елено Керко Елено, заедно со Танче Гроздановски. Многу убаво звучи кога никако на стари песни ќе се даде модерен звук, а тоа саксофонот го прави. Да, па самиот инструмент практично го дава тој модерен шмек. Преработките се убава работа, затоа што многу песни со преработките живеат понатаму и се свежи, посебно за помладата популација. Сега некој критикува тоа, затоа што навистина имаше еден период кај што премногу се правеа преработки. Треба да се стави фокус и на авторската музика, дефинитивно. Меѓутоа, многу интересна работа затоа што преработките секогаш подобро поменувале од авторската песна. Не се работи дека авторската не е добра, туку е нова, а на човекот нели се што му е ново по дефолт му е понеприфатливо тоа што веќе му е познато.
Така што јас правев преработки и ќе правам преработки понатаму, тоа е сигурно, затоа што убаво е една друга мелодија која што постои одамна, да си направиш експресија лична твоја, како што ти ја осекаш таа мелодија и како што мислиш дека таа песна можеби ќе трпи некаков друг аранжман. А приметуваш, Горан, сега и во светски рамки повторно се преработуваат многу песни? Апсолутно. Пример, сега Аба се актуелни, затоа што им ги преработија, 2 песни им се преработени и станаа мега хитови, песни кои што биле мега хитови на времето, меѓутоа очигледно тоа што го кажав, веќе на луѓето им е поубаво да слушаат нешто свежо, а сепак познато. Тоа е тоа. Да. Затоа што се Изле се разбуди, Емилија. Не гледај таа. Да, не гледај зле. Да, убаво е тоа, и едното и другото, па публиката нека си одбера што сака, нормално и авторска музика и нешто Апсолутно. Што е преработено. Го кажувам моментот затоа што сум имал неколку пати сум разговарал на тема со луѓе кои што се против преработките, као оставете ги. Зашто ги преработувате? Викам да, држиво да моветот, навистина треба зашто. Меѓутоа навистина мора старите песни да им се дава модерен звук, модерен призвук, затоа што посебно младите генерации, ево ќе земам пример син ми за пример, на него кога ќе му пуштам стара снимка, постара снимка која што е нели винил да е, што е многу квалитетен звук, него му смета тој тип на звук. Тој е навикнат на тој чисти ноти, чист тон, чиста продукција. Не му звучи убаво старото. Не сера, истата песна можам да му ја пуштам што е на пример на винил и преработено од некој друг човек на CD или на радио, на YouTube, во поново нели сега време. Многу по-хубаво му е за прифаќање модерната верзија него старата верзија. Тоа со новите генерации само си доаѓа. Па тоа е тоа, не можеме да одиме против и можеби е добро затоа што со новите генерации те тераат да правиш нешто ново и модерно. Тоа претпоставувам дека и за конкретно за песнава за соработкава со Владко Стефановски, јас сум убеден дека Владко Стефановски не би направил лично ваков тип на композиција, затоа што Владко е ипак по-олд скул музичар кој што нели си го негова тоа класичното начинот на снимање, по-класичен начин на снимање, а ова кај што ми гостува он е генерално технологијата и компјутерите си го направиле своето за тоа така да звучи. Горан, апропо муабетот за преработки на стари песни и авторски и така натаму, неопходно ли е константно истражување и барање на нови предизвици, усовршување на изведбените техники, представување на саксофонот во нови форми? Да, апсолутно. Мора да се прати технологијата и ти да не сакаш да ја пратиш технологијата генерално си ја носиме со нас. Дефинитивно влијае позитивно, затоа што се менува и самиот звук, знаеш, кога се работи конкретно за преработки на песни. Позитивно е да се преработува затоа што се генерално се освежува и самиот звук. А со самото освежување на звукот и таа нова продукција, нели, што се прави сега, на младите им е многу по-пријатна и по-нормална за слушање. Така што, ево ќе кажам конкретно на мојот син да му пуштам песна снимена со стара продукција и нова модерна верзија на ваква, на истата песна, на него ќе ме многу попријатно за слушање новата верзија на песната, затоа што дефинитивно новите генерации се навикнати на тој тип на продукциска технологија која што сега се негува. Да, и некако продолжуваат да живеат и старите песни со тој нов звук. Апсолутно. Затоа што нели ако на младите генерации им е нешто пријатно за слушање, тоа ќе се пренесува и понатаму. А ако некои песни едноставно застануваат во времето и се забораваат како такви, а има прекрасни композиции, песни кои што ја до ден денес ми е неверојатно зашто воопшто не се ни пласираат помеѓу имите и никој не се решава да ги врати малце во живот. Еве токму и овој твој настап е од една наша позната Лажи Вере, да. Лажи Вере, да. Ова е со ансамбл Билјана, си прават секоја година концерт во
во задниот двор на Света Софија си го викаат како Охридска визита, уствари им бев гостин. Супер испана стара песна, отсвирена на модерен инструмент. Преубаво звучи, одлична комбинација, да. И летно време, Да, супер. амбиентот убав. Супер, прекрасна вечер беше ова, да. Како доживуваш, Горан, интеракцијата со публиката? Имаш ли посебна возбуда пред настапи? Имам, дефинитивно, и треба секој музичар генерално пред секој јавен настап има. Меѓутоа, веќе ми е дел од животот, тоа ми е мене канцеларијата. Така што колку и да кажувам дека ја имам таа трема, веќе мислам дека тотално ми е нормално. Се дешава да има некои несакани работи, дешавки пред да почне било што, тука може да се јави некој немир, се додека не се реши проблемот. Меѓутоа после кога ќе се отсвири првиот тон, веќе се заборава на, да, точно. Го спомнавме и Охрид, колку нашиот бисер те инспирира? Поминуваш ли често време там? Генерално ме инспирира многу, затоа што тоа ни во генот Охрид е не само Охрид, него секој град кој што е покрај вода, кој што е така убав чист, со многу сончеви периоди во годината. Мислам дека и те како влијаат на креативноста, на креативниот ум, затоа што мислам дека човек не може да биде креативен ако е облачно во текот на целата година. Може да биде креативен, меѓутоа ќе го понесува некоја помеланхолична, потажна жичка. А кога имаш сонце и вода покрај себе, мислам тоа е и да не сакаш ќе имаш инспирација да твориш. Водата дава енергија и сила. Апсолутно. Да, ние сме нели вода, така што тоа е тоа. Да. Започна и сезоната на прослави, на свадби и публиката убаво реагира на самата атмосфера која што ја правиш. Да, веќе им е генерално сега свадбите сакаат да ги прават малце поразлични, помодерни. Не се работи дека изфрлат народната музика, него малце го намалуваат време траењето на народната музика и метнуваат некои поинтересни така журки, тоест помодерни забави. Претежно со диџеј ме ангажираат и доста интересно им доаѓа во интересно освежување во текот на таа нивна прослава. Така да баш е позитивно и се радувам што тоа така еве си тера. Еве вода. Да. Во кој сегмент од уметноста мислиш дека постои најголем степен на оригиналност и кои уметници те инспирираат? Знаеш како, премногу уметници ме инспирираат и премногу нешта ми влијаеле позитивно во теков на животот, така да мислам дека малце неблагодарно да кажам едно или две имиња. Претежно ми е многу битно да бидам обкружен со луѓе кои што искрено ме сакаат. И искрено ги сакам. Така што тоа е важно. Тоа е најважно. И мислам дека ниеден уметник не може да опстои без да твори без љубов околу него. Така што баш и за песната која љубов имам, тоа ми е поентата на насловот. Кога имаш некаква љубов за било што, нема да имаш грам замор правејќи го нештата. Така што буквално ме инспирира искрената љубов. Не се работи за љубов, нели партнерска љубов, него искрена љубов, да. Од родител кон дете, дете кон родител, кон партнер, кон било што, нешто што стварно ти значи, го сакаш, те исполнува кога го правиш. Мене таквите работи најмногу ме инспирираат. Па се согласувам со тебе. Навистина е така. Па баш ми е драго. Кога се сака, се може. Се може. Така, кога се сака не е тешко. Така. А некој посебен музички правец дали позитивно ти влијае? Па дефинитивно. Или сакаш да експериментираш? Во текот на растењето, нели секој од нас, па вклучувајќи те и тебе, си експериментирала и си слушала различни стилови на музика. И сега може би па некоја песна, некој стил што како стил не ти е убав, има некоја песна што многу ја сакаш. Ама ево можам да кажам, кога почнав да свирам саксофон тоа на 14 години, фанкот ми беше многу убав како стил, затоа што ми беше позитивен за слушање, позитивно ми влијаеше на расположението и дефинитивно до ден денес го практикувам тој стил
на свирење. Значи јас стилот фанк во свирењето, без разлика во кој жанр се свири, си го носам тоа со инструменти. Баш убаво. А на што работиш моментално и што можеме следно да очекуваме? Па сега најтази се уште не направив добра промоција, тоа треба да се напомене. Имав пред многу краток период, ја пуштив во етер песната која што се вика Сакана. На неа ми гостува охридскиот гитарист Дамјан Печиновски, добро познат на македонската јавност. Да, така да во последниве 2 песни ми се со гитаристи, сега треба сменам некој нов инструмент или вокал да викнам за гостин. Работиме сега со Гоце, со мојот продуцент на нова песна, практично го работиме албумот. И најверојатно ќе оди песна по песна, нема да го направиме цел албум па да го пуштиме. Мислам дека е подобро да се секоја песна да се испромовира и со последната песна кога ќе биде промоцијата, ќе биде промоцијата и на албумот. Веќе имаме направено 5 композиции, така да работиме релативно брзо. Тоа значи на секој 5-6 месеца објавуваме нова песна, што е супер време за да се фати некој тек на станите. Така што тоа е тоа што сега работиме на ново и мислам се работи, дефинитивно се работи. Сега ќе почнат нели и свирките на стапите. Низ Македонија како за пролетува се отвораат и настапите. Да, и терасите и сите се надвор. Дефинитивно, да, веќе луѓето се порасположени. Дефинитивно времето, тоест топлото време си влијае позитивно на расположение. Ако ништо друго, коктели и така натаму. Па да, се разбира. Многу ти благодарам што беше ме гости. Фала ти тебе на поканата, навистина уживав. Ми се допаѓа емисијата да продолжиш понатаму. И пак да ме викнеш. Обавезно, имаме муабет колку сакаш. Може и вака општо да си правиме муабет. Па да, за рецепти за храна. Зошто да не? Да, ти си по тоа познат, нели? Се право. Ти благодарам уште еднаш. Фала. Почитувани гледачи, па кој не би бил расположен со ваков прекрасен гостин и убава тема денеска во неделен микс, секако и останатите теми кои што ги имавме и одлични гости. Ви благодарам што бевте со нас. Ви посакувам убав остаток од викендот. Ета, една убава порака да го правите тоа што го сакате, да се сакате и да не гледате повторно и следниот викенд. До тогаш поздрав. Thank you.